и трошиме на Македонија дополнително 2-3 месеци со избори. Заради тоа што ако гласаме против и нема двотретини, не може да оставиме државата во лимбо ситуација, така? И ќе мора некако да се носат следни чекори и одлуки. Тоа треба заедно да го носиме, нема како поинако. Ќе истрошиме одреден временски период, се заради таа пуста заедничка цел, што е убава цел, Европската унија и НАТО. Не случајно од самостојноста се наши цели. Која е леснотијата? Да така лесно ја преземеме одговорност. Да ја блокираме Македонија за Европската унија и НАТО, само заради тоа што имаме допрецизирање на нашето име, на нашата земја. Македонија останува. Допрецизирано е. Знаеме дека има и Егејска Македонија, и Пиринска Македонија, тие се дел од Грција и од Бугарија. Немаме таму аспирации, не би требало од 21 век да имаме аспирации. Само заради тоа. Затоа што си играме играчки на крајот ако веруваме дека ќе има можност за да се допреговара или репреговара. Дека може да се постигне подобар договор. Воопшто нема да има друг договор. И тешко е прашањето. Има цена. Боли кај вас, боли кај нас, боли кај сите. Прашањето е дали се издегнуваме над одговорност. Затоа сите политичари и политички партии од самостојноста на Македонија се за Европската унија и НАТО. Затоа што со нив доаѓаат вредностите овде. Затоа што со нив доаѓа и владење на правото и сервисна професионална ориентација на администрацијата. Затоа што доаѓа сериозна перспектива која што ќе ни биде гаранција дека тука ќе ни остане народот наш, дека нема да замине. Самиот моментум на непоминување. Сите знаеме какво влијание ќе има и врз економија, и врз перцепција на граѓаните и слично, димензионирајќи го нивниот живот и животот на нашата земја. Јас ве уверувам, повеќе од 25 пратеници од опозицијата има, кои што се свесни за таа одговорност и се подготвени да преземат одговорност. Никој од нив поединечно. И не треба поединечно. Треба да им создадеме амбиент. Вие пред се и ние, сите заедно. Заради ваквата одговорност. На крајот, актот на гласање ќе се случи. И тоа ќе го покаже целото. Но, сериозна е одговорноста пред која што сме исправени. И таа одговорност ќе треба да се ја носиме и со неја да живееме. Еве јас донесов одлуки и презедов одговорност. И јас сум спремен да живеам вака или онака со таа одговорност. Благодарам. Но лидерите и политичарите, граѓаните ги бират да носат одлуки и во нивно име. Заради тоа што граѓаните секогаш не се до крај подготвени или не сакат да ги носат одлуките. Затоа бират парламент. Благодарам. Затоа бират премиери, министри и слично. Треба да донесеме одлуки.